Намерна преквалификација на кривичното дело или обид за партиско и етничко влијание во работата на јавното обвинителство. Ова е дилемата поврзана со преквалификацијата на делото за случајот од 2016 година на малиот Алмир Алију од Куманово. Фактите се едни и единствени, но во секој случај, сега барем за сега има дисонантност во поглед на тоа што бара групата демонстранти која што протестира против преквалификацијата на делото и секако ставовите на јавното обвинителство. Четворица обвинители изјавија дека е повредена постапката, односно законот за јавно обвинителска служба. Има ли вистина во тоа? За дел од овие прашања во студиото на Макфакс разговарам со државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Добре дојдовте, господин Јовески, во студиото на Макфакс. Добро најде. На самиот почеток веднаш прашањето зошто преквалификација на делото, јавноста се интересирана, најавен е веќе за утре и нов протест. Кои се фактите до кои вие стигнавте и на што укажуваат тие? Обвинителството секогаш обвиненијата ги заснова врз основа на доказите и фактите кои му стојат на располагање. Во конкретниот случај обвинителството има поднесено обвинение, како што е познато на јавноста, за кривично дело убиство со умисло, каде што возилото се користи како средство за нанесување на смрт на едно лице и повреда на други лица. Меѓутоа, во конкретниот случај, во текот на постапката, врз основа на изведените докази и вештачењата кои пристигнале покасно во текот на главниот претрес, јавниот обвинител кој го застапува обвинението проценил дека доказите не ги подкрепуваат фактите со кои е поднесено обвинението и поради тоа сакал да го преквалификува кривичното дело. Имате ли вие увид во тие докази во таа смисла како јавен обвинител? Да, од кога стапив на функцијата, јас го проучив предметот, се запознав со сите детали по предметот. На што укажуваат тие факти? Еве, во дел од јавноста сепак има интерес, доколку може да откриете дел од нив би било секако значајно. Мислам дека не е добро сега и ќе ни треба повеќе време сите факти да ги претресуваме вака јавно и покрај тоа што сите докази се изведени во текот на претресот на главната расправа во судското рочиште. Да, на главната расправа во присуство на јавноста. Повторно ќе кажам, обвинителот кој го застапува обвинението врз основа на така изведените докази кои се произведени, бидејќи главниот претрес во случајот отпочна повторно, чувствувал дека со она обвинение со кое почнал предметот, доказите не го потврдуваат тоа. И врз основа на представка на оштетените, предметот на проширен колегиум е рефериран во Висшето јавно обвинителство во Скопје, а потоа и во јавното обвинителство на Република Македонија, каде што исто така е одржан проширен колегиум, и тоа со обвинителот кој постапува по предметот, јавната обвинителка на основното обвинителство во Куманово, потоа со Висшиот јавен обвинител и координаторите од Висшето јавно обвинителство за подрачјето за основното обвинителство во Куманово, што значи дека овој предмет го гледале повеќе од 25-6 обвинители од повисоките обвинителства и поголемиот дел од нив, значителниот дел од нив, застанале на становиште дека доказите не го потврдуваат обвинението со кое обвинителството го покренало овој предмет. Имаше информации токму во тој контекст дека имало некакво етничко надгласување во Висшето јавно обвинителство кога практично бил рефериран предметот. Дали е тоа вистина, дали е тоа возможно воопшто да се случи? Ако се гледа професионално и честно и непристрасно работењето во јавното обвинителство, не може да дојде до израз етничката, националната или било каква друга
припадност на јавните обвинители. Обвинителите се сврзани врз основа на доказите и фактите кои се утврдуваат од нив. Врз основа на нив се темелат и јавно обвинителските одлуки, а потоа и одлуките на судот. Направивте ли контакт можеби со родителите на починатото дете во таа смисла заради тоа што тие се оштетена странка во постапката? Бидејќи имаше повеќе информации во јавноста околу тоа и семејството навистина има болка од овој случај, јас чувствував морална одговорност да разговарам со семејството и по моја иницијатива во Куманово остворив средба со семејството на сега покојното детенце. Мојата средба со семејството беше со единствена цел да им кажам дека воопшто нема никаква, ако така може да речем, заднина во предметот, дека обвинителството настојува предметот правно да го разреши согласно законите на Република Македонија, да владее правото, дека воопшто нема селективност на правдата, дека воопшто не влијае никаква етничка припадност дали на покојното детенце, дали на обвинетите. Единствено тоа ми беше целта, мотивот за средба со семејството. Што ви рекоа родителите? Може ли веќе исто да Јас имам искуство и знам дека во такви случаи кога семејството има навистина голема загуба, дека најмалку мисли на правните моменти на случајот. Да, но сепак правдата треба да биде задоволена, тоа е суштината на делот, ролите кои се најавуваат. Па не само што правдата ќе биде задоволена, јас мислам дека и правото мора да владее во Република Македонија. Критиките на делот демонстрантите се дека во однос на двете различни кривични дела, убиство со умисле и тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот се различни во таа смисла и дека доколку биде сега обвинетиот осуден за ова второто кривично дело, дека ќе добие пониска казна затвор. Јас повторно укажувам дека ние во тој дел не зависи тоа нашиот избор. Секое обвинение се темели врз основа на доказите и фактите што се утврдени од доказите. Мислам дека кривичното дело за кое повеќето обвинители застанаа на становиште дека се работи за кривично дело, тешко дело против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и дека сторителот го извршил со евентуална умисла, за тоа кривично дело предвидена е казна затворот најмалку 4 години. Според тоа не станува за обично, така да речем, кривично дело од областа на безбедноста на сообраќајот. Четворица јавни обвинители изразија негодување во однос на преквалификацијата на делото. Тие тврдат дека е повреден законот за јавно обвинителска служба. Вие испративте ваша реакција минатата недела. Кажете ми како го толкувате овој револт незадоволство на вашите колеги, дали е оправдан во таа смисла? Од самата изјава што ја дадов како јавен обвинител, може да се види дека тој начин на комуникација со јавноста јас не го одобрувам. Не е затоа што јас така сакам, туку затоа што правилата на однесување и истапување на јавните обвинители се регулирани согласно закон и согласно етичкиот кодекс. Мојата изјава беше првенствено во функција, ако веќе такам, да речем, да го заштитам професионалниот дел и интегритетот на јавните обвинители кои така јавно настапија. Особено тежина на случајот му става тоа што јавните обвинители коментираат предмет кој што е во тек на обвинителска и судска постапка и таквото нивно истапување може да значи и влијание на обвинителската одлука и влијание врз одлуките на судот. Јас
се борам против тоа. Имало ли такви случаи во историјата на јавнообвинителската служба да истапат јавно обвинители во однос на преквалификација на делото, да бараат поинаква квалификација? Мене досега не ми е познат таков случај, иако цел работен век го поминав во правосудството и мене ми е жал тоа што така стана. Имам уверување дека обвинителството после овој настан ќе излезе поцрсто, поединствено, дека интегритетот на јавните обвинители ќе дојде до израз. Видите ли, може ли да се очекува некаква, да речеме, хипотетички дисциплинска одговорност пред етичкиот совет, бидејќи такво нешто имаше и во вашата објава минатата недела? Има разлика помеѓу проценката на етичкиот совет и дисциплинската одговорност. Најпрво ќе почекаме да видиме дали етичкиот совет ќе го стави на дневен ред ова прашање и што он ќе процени врз основа на професионалното извршување на функцијата јавен обвинител за овие обвинители. Обвинителе, дали имате некаков партиски, може би, или етнички притисок за овој случај или пак за многу други? Некои 2,5 месеци сте на функцијата. Одговорно тврдам дека лично немам партиски или било какви други притисоци, но ако ги следите соопштенијата на неколку партии, но како што видов има и некоја изјава од Министерството за правда во овој случај, ќе видите дека тоа се изјави, тоа се соопштенија кои влијаат врз работата на јавното обвинителство, а натаму и врз судот, што според мене не е допуштено. Јас се залагам обвинителството да се тргне од канџите на политиката, да се тргне од било какви влијанија. Нам во овој момент во Република Македонија ни треба едно цврсто обвинителство, ни треба обвинителство која ќе работи на владењето на правото, ни треба јавни обвинители во тоа обвинителство кои непристрасно, совесно, честно, одговорно ќе ги извршуваат работите и за тоа ќе получуваат покрај другото сметка и пред јавноста на Република Македонија. Колку што јавноста е запозната за таткото на Алмир Иман поднесено кривична пријава од страна на сега обвинетиот, дали тоа може да биде во некаква директна или индиректна врска со обвинението за кое што тој се товари? Или тоа е сосема друга? Тука се води единствена постапка, не е обвинет само прво обвинетиот во делот на таа незгода, туку има обвинети и повеќе лица за кривично дело насилство. Бидејќи фактите настанот е еден, се води сега единствена постапка во тоа. Обвинителе, вашето присуство би го искористили за прашањето во однос на судирот на интереси и непотизмот, прашањата поврзани со спорниот избор на обвинители во Советот на јавни обвинители. Јавноста се уште во исчекување на некакви можеби конкретни чекори. Кој е вашиот став во однос на тоа прашање? Дали присуствувавте на спорната седница тогаш кога беше изборот? Дали имате генерално ваше мислење и коментар на кој начин и дали има воопшто спорност во начинот на кој беа избрани обвинителки? Не знам дали е добро, јас сега во овој момент тој дел да го коментирам, со оглед дека, како што беше објавено во јавноста, антикорупцијската комисија отвори постапка за тој случај и да ги почекаме од резултатите од антикорупцијската комисија. Инаку мислам, јас присуствував на таа седница на која се вршеше избор на јавните обвинители. Мислам дека изборот се вршеше врз основа на досега постигнатите резултати на јавните обвинители, врз основа на нивниот интегритет, самостојност, успешност досегашно во извршувањето на функцијата. Немате никакви забелешки во таа смисла, барем ако можам да ве протулкам слободно, бидејќи сте присуствувале на седницата? Па јас кажувам кои беа критериумите да се даде гласот или да не се даде за одреден кандидат, и тоа стануваше збор за избор на јавни обвинители во основното јавно обвинителство за организиран криминал.
и корупција. Значи, според вас треба да почекаме антикорупцијска, која што сега е практично во оставка, да се формира, па да го реферира предметот и да има конкретна одлука за понатаму, да видиме дали ќе има некаква одговорност. Па добро, тоа е институција и сигурно не зависи од поединците, него зависи од институцијата. Во поглед на статусот на специјалното јавно обвинителство во рамки на јавното обвинителство, дали има некакви конкретни нови чекори или пак можеби консултации до каде е постапката? Па во овој момент конкретни чекори во однос на статусот на специјалното јавно обвинителство нема. Јас и порано сум рекол дека неговото место е во местото на јавно обвинителската мрежа во Република Македонија и уверен сум дека крајниот статус така ќе се реши со специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, од јавните обвинители и заедницата треба да се отвори поширока дебата во делот на дали ќе ја задржи таа самостојност и во кој обем што има специјалното јавно обвинителство и кој дел на други предмети кога би постанало составен дел на јавното обвинителство, на мрежата на јавното обвинителство на Република Македонија, кои други дела ќе ги работи. Сега се подготвува работна група за измена на Законот за јавното обвинителство на Република Македонија и јас мислам дека во рамките на тој закон ќе се најдат соодветни решенија за статусот на специјалното јавно обвинителство и сметам дека во таа работна група ќе има учесници од ова јавно обвинителство. Ги следили обвинителството вашите колеги случувањата последните денови поврзани со протестот на одредени групи пред домовите на одредени пратеници, говорот на омраза кој се шири по социјалните мрежи поврзан со донесувањето на спорниот закон за јазици? Обвинителството ги следи овие состојби и не знам колку вас ви е познато. Во овој период обвинителството има отворено предистражни и истражни постапки по повеќе предмети врз основа на допрен глас, што значи дека не сме чекале за посебна кривична пријава. Не за овој случај се уште обвинителството го следи, прибира докази и ќе видиме какви докази и што би имале околу тоа и дали има одредени кривични дела, иако има обвинителството сигурно дека за тоа ќе гони. Обвинителе, 2,5 месеци, како што реков, сте приближно на функцијата. Како сте задоволни, какви промени се направени во јавното обвинителство од моментот на вашето назначување до денеска? Јас сега веќе пред малку спомнав. Мислам дека е тоа што една новина во обвинителството е што имаме повеќе предмети отворено врз допрен глас, како што сака јавноста, например, што милува да каже, да каже. Исто така, во обвинителството за организиран криминал и корупција, веќе, да речеме, порано што тие попретежно се занимаваат со предметите само на мигранти, тој корпус на предмети, сега веќе ние имаме отворено предистражни или истражни постапки за други видови на кривични дела и значаен момент за мене е тоа што имам чувство дека сега никој не може да порача одредена одлука во јавното обвинителство. Дека обвинителството мора да работи по закон, мора да го обезбеди владењето на правото, мора да обезбеди заштитата на законитоста. И можеби сите овие напади сега на обвинителството точно се должат или еден дел се должат на овие напори во јавно-обвинителската организација. Обвинителе, ви благодарам што бевте во студиото на Маквакс. Ви благодарам и вам.